Ако не беше љубовта Божија, немаше никој од нас да биде овде. Се согласуваме сите со тоа, нели? Причината заради која што Исус дојде на оваа земја и целиот план на спасение сме ние. А мотивот е Божјата љубов. И ништо друго. Не е должност, не е, не знам, да морал, да не знам, тоа е љубовта Божја. Јован 3,16. Зашто Бог толку возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што ќе поверува, да има живот вечен. Односно, да не загине, да има живот вечен. Бог, Отецот, го возлюби светот, не возлюби нас. Ефесијаните 5:25. Овој не го знам на памет, затоа ќе отворим сите. Ефесијаните 5:25. Мажи, љубете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа. Галатјаните 2:20. Павле ова го се кажува во прво лице еднина и секој од нас тоа може да го употреби за себе и така е. Галатјаните 2:20 познатиот стих: со Христа сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Бог го возлюби светот и го даде својот единороден син. Синот Исус Христос ја возлюби црквата и се предаде себе си за неа. Синот Исус Христос не возлюби секого од нас и се предаде за секого од нас. Го предаде својот живот за нас. Галатјаните 1:4. Зборувајќи за Исуса Христа, кој се даде себе си за нашите гревови, за да не избави од сегашниот лукав век по волјата на нашиот Бог и Татко. Се даде, Исус Христос се даде за нас и за нашите гревови. Откровение 1:5. Еве, од 4 стих вели: Јован до 7 цркви во Азија, благодат вам и мир од оној кој е и кој беше и кој иде и од 7 духови кои се пред неговиот престол и од Исуса Христа кој е верен сведок, првороден од мртвите и владетел на земните цареви. Нему, кој не возлюби и кој не изми од нашите гревови во својата крв и не направи цареви, свештеници и така натаму. Исус Христос се предаде за секого од нас, се предаде за нашите гревови, се предаде за да не измие од нашите гревови. Колку ова сето прекрасно звучи. Дојде и се предаде не за некоја одредена класа, не за некоја одредена група на луѓе, туку за сите, за секого. Тоа е Божјата љубов. И тоа што толку му бевме, не знам, послушни, знаете, обично, скоро, па и уште проучуваме во петоците за Јосиф, Јосиф во Египет, таа глава, мислам дека да, но Јаков, знаете, Јаков, односот негов кон Јосиф, посебниот однос што го имал во однос на другите синови и така натаму, па потоа тоа го гледаме и кај Јосиф кон Вењамин и така натаму и сега, знаете, знаеме да кажеме некојаш, па да, он го слушал таткото, па затоа нели таков посебен однос, па овој другиот кој што не слуша таткото, нема таков однос, но видите, нашиот небесен Отец се го даде својот син и Исус Христос се предаде за нас, какви? Римјаните 5:8 што вели?
Но Бог ја покаже својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници. Ете такви никакви, какви што бевме, се надевам. И какви што не сме повеќе. Тоа е нашиот Бог. Без таквиот Бог, без таа негова љубов, немаше да постои светот, немаше да постоиме ние, немаше да бидеме овде. Немаше ништо да не биде овозможено во животот без таа негова љубов. Колку тој ја цени човечката душа, колку човечката душа е скапа за него и дали можеме ние да се споредиме воопшто. Минатата сабота навечер малку спомнав за онаа ситуација откако, да отвориме во Марко 5 глава, откако се случила онаа бура на Галилејското езеро, значи Марко 5 глава. И после тоа Исус заедно со учениците се запатуваат преку езерото од другата страна, во Гадаринскиот крај. Заради кого таму? За да не беше тоа нешто случајно. Намерно го избрав овој, иако во Матеј го имате истиот настан во 8 глава и во Лука 8 глава, меѓутоа Матеј спомнува двајца, во ред, двајца биле, да. Елен Вајд исто кажува за двајца, но овде намерно го спомнав ова затоа што овој дел го зимам од Марко 5 глава, затоа што и да беше еден, и за еден Исус ќе отидеше, и за таков како овој. И дојдоа на другата страна на морето, во Гадаринскиот крај, и кога излезе од коработ, значи Исус веднаш му дојде во пресред од гробовите човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите, никој не можеше веќе ни со окови да го врзе, зашто многу пати го ставаа во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите и ги кршеше оковите и никој не можеше да го скроти. Бил страф и трепет за луѓето таму. Не можел никој да приде. Ништо не можело да го запре. Ни окови, ни вериги. И постојано ноќе и дење беше во гробовите и по ридовите викајќи, удирајќи се самиот со камења. Каква е ова обседнатост? Кога Исус ќе пристапи и што му велат демоните, духот нечистиот, како се ословуваат? Легион. Римска воена формација, која што може да достигне до 6000 војници. И ајде нека не се 6000, ама неколку илјади се во прашање. Шестилјади демони. 2000 демони. 2 демони, 5 демони. Мене ми е доста еден. За да. Но од која класа е овој човек? Живее меѓу гробовите, во гробовите, на гробиштата. Беше ли он вреден за Исус да тргне преку езерото и да го ослободи него? А некојаш знаеме ли да кажеме, не е вреден овој. Оно е тамо што брка во контейнерот. А може би некојаш велиме и самите на себе така си се правдаме, а овој нема да не слуша, може би или не знам. Знаете, јас кога држам проповед, прво се држам за самиот себе, тоа да ви е јасно, значи не. А секојаш прво тоа се однесува за мене. Дали некојаш така правиме? Ги делиме луѓето. А Елен Вајд вели, личил повеќе на звера, не на човек. Значи, буша коса, очите му светеле, вика, од целата таа обседнатост. Врескал, викал, еве, како што гледаме овде, се удирал со камења. Неверојатно страшна слика.
И Исус не го одминал ни него, туку намерно отишел таму, или еве двајцата тие кои што биле. Исус оди да го спаси. Што дава лична поука дека никој човек не треба да биде одминат. Секој има потенцијал, а Господ најдобро го знае. Сите ние сме создадени по Божи лик и ако бидеме допрени, сме го расипале тој Божи лик, сите сме паднати во грев, но ако бидеме допрени, ако дозволиме да бидеме допрени од Божјата сила, Господ чудо може да направи. И сега што се случува? Значи Исус ги изгонува, но самите демони бараат да бидат префрлени во свињите. Значи тука тој крај бил познат по свињарството и не е ништо случајно да имало и газди. Знаете, тоа бил, не знам, божички крај, меѓутоа не е ништо случајно да имало газди евреи кои што си чувале тамо да такви стада на свињи. И побарале да бидат фрлени во свињите и се спомнува дека биле околу 2000 свињи. И јас минатиот пат не знаев, а ме се заинтересирав малку и сега од прилика ќе ги направам цифрите такви, сакам малку да се бавиме со цифри, за да видиме, да сватиме некои работи. Колку е вредна една човечка душа. Жива мера, свинско, нека е 100 денари кај нас. Ние сигурно дека не знаеме, пошто не интересира свиња и свинско. $100 во прашање се свињи над 100 кила. Ќе ставам цирка 120 кила. Полесно за пресметување. 120 килограми е една свиња. По $100. Значи, пазите, сега зборуваме за онаа штета што е предизвикана, заради која што мештаните тамо му рекле на Исусе да си оди, а ги спасил тие 2 души. Видна била промената кај нив. Не им светкаат веќе очите. Вика, со ум, со разум, ги виделе покрај Исуса, сакале да појдат по него. А овие многу голема штета направи. Да си одиш. Значи, 120 кила една свиња по $100. Колко е тоа? 12.000. 12 со 3 нули. 120 пута 100. Значи имаме 3 нули. Тоа е 200 евра. Затоа ја зедов ова тежина е од 120 кила. За полесно округло да заокружиме. 200 евра пута 200 свињи. 2000 се извинувам. Да не кратиме нули. 2000 пута 200. 400.000 евра. Ова е голема сума. Не знаеме која била цената на свињите, тоаш меѓутоа и тогаш веројатно тоа била огромна сума. 2000 свињи, тоа е... Јас не знам фарма дали има толку. Од 2000 свињи. 400.000 евра штета за да се спаси тамо еден, двајца. Штета по мештаните. Видите колко е вредна една душа за Христа. На нас ни е некојаш тешко да дадеме малку повеќе. За делото, нели викаме. Многу пари, наистина многу пари. Ајде, ќе ставиме по 100 кила, ајде 350.000 евра на каса. Тоа е голема цифра, наистина голема цифра. 350.000 евра никад у живот не сум видел и дај Боже да не видам. Не ми требаат. Огромна сума. Но не само толку. Да отвориме во Марко 8 глава, малку понатаму. 36-37 стих. Веројатно предпоставувате, може би, некој од вас, кај. Што ќе читам? Зошто што му користи на човекот како го добие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Зошто што може човекот да даде во замена за својата душа? Што може човек да даде во замена за спасението?
И цел свет е малку за една душа човечка. Не е случајно овој настан. Исус сака да не поучи колку вреди секој еден човек. И тој, како овој што бил бесниот, кој што бил на маргините на општеството, значи, никој воопшто не ни мислил за него и сите фаќале кривини да не фатат од тој крај таму затоа што тешко нив. Бесен. Дотвориме на кратко во Осија 3.2. Колку вредел еден човечки живот, една човечка душа во она време? Кај беше Осија? Еве го. Осија 3.2. Од првиот стих. Потоа Господ ми рече, вели Осија, оди пак љуби ја жената која љуби друг и прави прелюба, како што Господ ги љубиле зрелевите деца, доека тие се свртуваат кон други богови и копнеат по колачиња од грози. Видите сега, Осија е посебна книга кај што може да се види таа Божја љубов. И како што минатиот пат кажав, значи нити можете нешто повеќе добро да направите за Господ, повеќе да ве сака, нити можете нешто повеќе лошо да направите за да ме Господ помалку ќе ве сака заради тоа. Тоа е таа агапе љубов. И вели вториот стих, тогаш јас ја купи, вели Осија, за 15 сребреници за гомор и летек јачмен. Ова било половина од цената за еден роб, кој што обично тогаш се била во оптек. 30 сребреника. Интересна цифра, 30 сребреника. А што мислите колку би добил овој да бил продаван, овој лудиот? Бесниот гадаринец. Никој ништо, ни денар не би дал за него. Што ќе ви служи? Тој може да го прегнете и не ви треба вол, значи ќе ве изора нивата, може сам. Ама, ај впрегнете го ако можете. Што вели таму? Не може ли да го врзат? Кинел се. Неверојатна сила, демонска сила. А колку пак вреди денес животот? Погледате дека се расправаме со цифри. Цело време цифри ни кажуваат. Цифри. Ние сме само цифра во очите на некој. Цифра. Но не за Господа. Видите, Господ само за една душа и тоа каква? Тргнал да ја спаси. Го знаел, и многу добро го знаел потенцијалот на овој човек, кој што неверојатно влијание потоа ќе изврши во оној Декаполис таму, 10 градови. Во 10 градови Исус му вели, не читаме се, нели, оди дома и кажи што ти направив, а тој не дома се заобиколил таму да каже. Па тоа е неверојатна промена во неговиот живот, неверојатна промена. Вреков и минатиот пат. Не сум бил нешто многу ненормален, па за да сум станал сега нормален, па за да не знам што луѓето видат кај мене, ама кај овој човек и те како голема промена можела да биде видена. Не морал ни да зборува. Биле свесни луѓето за тоа. И резултатот се гледа, еве, во Лука 8.40, иако Исус бил набркан предходно, потоа што вели во Лука, значи во 8 глава го има описот за целиот овој ист настан, 40 стика, кога се врати Исус таму во тој крај, народот го прими, зашто сите го чекаа. Замисли си, сите го чекале да дојде. Па сега не знам дали биле и свињарите тука меѓу тие, не знам, но описот е прекрасен. Овој маж, или еве двајца, од најниските, но Исус не ги запоставил, Исус не ги одминал.
Ја имаме и жената прелюбница, она со Марија Магдалена. Од која класа било таа? Исто. Од најниските од најниските. Но Исус ке и прости, и не изе, и каков е од нејзиниот одговор? Кој е резултатот? Нардовото миро кое што, видите, значи, каква слика имаме тука. Овде кај со загубата на свињите имаме една слика кај што Господ сака да не поучи колку вреди една душа, а кај Марија Магдалена ја гледаме другата страна. Колку вреди да му се служи на Господа, да му се возврати на Господа за она што тој го сторил за сите нас. Сета онаа заштета што е имала. Сега едно се бавевме со тоа од прилика нардово миро, тоа било скапоцено, едно од ретките и највредните од тоа време. Таа го потрошила на Исуса без воопшто да размислува. Божјата љубов кон грешникот, а во вториот случај љубовта со која што треба да возврати грешникот, кога ќе свати што направил Господ за него. Матеј 26:13. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано Евангелието по целиот свет ќе се раскажува и тоа што го направи таа за нејзин спомен. Замислете. Една од највредните Христови следбеници. Како реков, највредните? Најверните. Го видовме мажот, од која класа, ја видовме и жената. Каков потенцијал се крие во нив, а каков потенцијал се крие во секој од нас. И сите овие луѓе надвор што се на улица, што ќе ги сретнеме и кој што можеме некојаш многу лесно ќе одминеме некој. Па да не зборувам некојаш тука меѓу нас, па не сакам да го видам и готово или било што. Замислите на кое дередже паѓаме во такви моменти. Секој вреди, секој има таква голема вредност што Исус морал да плати со својата скапоцена крв за секој од нас. Не може да со ништо друго, со цел свет, не може ни целиот свет да покрие. За прошка на нашите гревови беше потребно да се пролее Христовата крв. И затоа да го цениме спасението повеќе од се и да гледаме на луѓето како на души кои што исто така треба да бидат доведени до Христа. Знаете, проблемот со тоа што еден од проблемите, уред, знаеме ние и со Јовица баш правивме муабет, и сите знаеме дека не се ова 90-тите години, ова е сега 21 век, време на материализам, кај што никој не сака да слуша, или ретки се тие кои што сакаат да слушаат за духовни работи, за Господи и така натаму. Но еден од проблемите зошто сме толку колку што сме е тоа, што ние не ги вреднуваме душите како Исус што ги вреднувал. Тоа е факт, тоа мора сите да си го признаеме. И полесно ние да одминеме некого, полесно ние да имам некоја друга работа и така натаму и така натаму. Во ред, секој од нас има своји дарови, своји таленти, не зашто дека секој треба сега на улица да излезе. Секој мора максимално да извлече од себе за да се допре до некоја душа, затоа што времето е кратко. Времето поминува. И оваа света вечера, и овие моменти секојаш се подсетник за тоа колку вреди нашиот живот. Што дал Господ за нас, за да не спаси? И има ли нешто повредно од спасението? Затоа денес ќе пристапиме најнапред кон обредот на понизност, а потоа и кон светата причест